Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата се разбира гласот на вистината. Поминавме одредени серија предавања кои што зборуваат точно за Божјото раѓање, за Христовото раѓање, за утелотворувањето на живиот Бог, онај Бог кој го створи небото и земјата. Тој ист Бог пред 2000 години дојде во личноста на Исуса Христа и стана човек. Еве што ни вели Светото Писмо по тоа прашање. Ќе отвориме заедно во Евангелието на Матеј, првата глава, ќе читаме од 18 па се до 23. А раѓањето на Исуса Христа стана вака. Посвршувачката на мајка му Марија за Јосиф, уште пред да се заживеат во заедница, се види дека е зачната од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен и не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја отпушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и му рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја примиш Марија твојата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: Ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи Бог е со нас. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедел ангел Господов и ја прими за своја жена. И не се доближи до неа, додека таа не го роди својот првенец син и го нарече, се разбира, Исус. Што ни покажуваат овие стихови кои сега ги прочитавме од Евангелието на Матеј, првата глава од 18 па се до 25. Синот Божи станал човек, земајки тело од Марија, која не знаела за маж, а била осената од Светиот Дух. Станувајќи човек, Исус Христос не се лишил од божеството, туку останал како вистински Бог и вистински човек. Како Бог, тој си ги задржал сите своји својства, божествени својства, а како човек имал човечко тело и човечка душа и бил ист со нас, освен во тоа што тој не бил подложен на гревот. Значи дека Исус имал две природи. Прво, Божја природа и човечка природа. И двете војли или природи действувале соодветно на двете природи. Поради тоа, Исус Христос, Божјиот син, го нарекуваме Бого човек. Затоа што бил човек и бил Бог. И затоа Библијата го опишува Бого човек. Затоа Библијата зборува за тоа Божјо раѓање кое е било најавено од самите пророци. Всушност, најавата била Божи план дека Бог ќе дојди во личноста на Исуса Христа. Исто така Бог му ветил на еден човек, Симеон, дека нема да умре додека не го види Божјото спасение. Затоа ние ќе отвориме заедно во Евангелието на Лука, втората глава, ќе читаме од 22 до 32. Евангелие на Лука, кој го напишал доктор Лука, се разбира, ќе читаме втората глава од 22 до 32. И еве што ни вели Словото Господово. Кога се навршија деновите за нивното очистување според законот на Мојсе, го донесоа во Ерусалим, за да го представат пред Господа. Како што е напишено во законот Господов, дека секој првородено машко дете треба да му се посвети на самиот Господ и да се принеси жртва, како што е речено во законот Господов: 2 гугутки или 2 голапчина. А во Ерусалим имаше тогаш еден човек по име Симеон. И тој човек, кој што беше праведен и благочестив, ја очекуваше утехата на Израел
и Светиот Дух беше со него. Нему Светиот Дух му беше открил дека нема да види смрт, додека не го види Христос Господов. И поттикнат од Духот, дојде во храмот, па кога родителите го донесуа детето Исус, за да го извршат со него она што беше во обичајот и според законот, тој го зеде во своите раце, го благослови Бог и рече: сега го отпушта слугата во мир, Господаре, според Твојот збор. Зошто очите мои го видоа спасението Твое, зашто си приготвил пред лицето на сите народи светлина за просвета на недебошците и за славата на Твојот народ Израел. Еве, повторно Словото Господово ни открива дека Светиот Дух, Бог, му ветил на еден човек кој се викал Симеон, нема да умре се додека не го види Спасителот, се додека не го види Месијата или раѓањето, се разбира, Божјо. Кога зборуваме за Божјото раѓање, се разбира, рековме дека е Божи план, кој го гледаме кроз целата Библија, како во Стариот Завет, така во Новиот Завет, кој ни е запишан во сите три Евангелија, исклучок во Евангелието на Јован, каде што Јован почнува дека и Словото стана тело. Но во другите Евангелија се отпочнува околу, се разбира, околу Божјото раѓање. Кога зборуваме за Божјото раѓање, само тука малку сакам да се позанимаваме со хронологијата. Многу често пати е поставено оваа прашање, но кога ќе го читаме Словото Господово, се разбира текстот од Лука, кој што неколку пати го читавме, и оваа вечер и оваа емисија нема да го читаме, а ни е запишан. Еве, тие кои што веќе не следат, може да отворат дома во Лука, втората глава, од првиот па се до 21 стих, и да видат кога станува збор околу хронологијата, затоа што постојат многу големи полемики. Која година и кое време е роден Христос? И реков, често пати се поставува ова прашање. Клучно и важно, минатите богослужби, поточно емисии, напоменавме дека Христос доаѓа точно од Давидовото колено и дека тој е клучот Давидов. Всушност, тој е Давидовата лоса. И видовме дека така, нели, отпочнува и Новиот Завет, дека Исус е син на Аврам и син на Давид и дека тој доаѓа од Давидовата лоза. Потоа видовме дека тоа Божјо раѓање се случува во Израел, во една многу мала држава. Меѓутоа, меѓу народ кој е толку многу возлюбен и кој толку многу Господ го сака. И тоа дете се раѓа во Витлеем, кој што во превод значи куќа на лебот. Подоцна, кога ќе го читаме Евангелието на Јован, 6 глава, ќе видиме дека Исус се именува, дека тој е лебот кој што слезе, се разбира, од небото. Кога зборуваме за хронологијата, овој текст од Лука ни открива дека во таа иста вечер пастирите го чуваа своето стадо, ги чуваа своите овци или кози. Но исто така, кога добро ќе ги провериме климатските услови, тогаш ќе откриеме најточно за што станува збор. Затоа што, нели, 25-ти, католиците зборуваат дека 25-ти е Божи, а прославните го прославуваат 7-ми. Кој е точен датум? Меѓутоа, според календарот кој ние управуваме, и едниот и другиот датум, се разбира, се во зимен период. Но исто така, важно е да забележиме дека Библијата вели дека пастирите го чуваа своето стадо. И затоа напоменав дека климатските услови се многу битни и многу важни за нас. Таму е многу поразлично она што е денеска кај нас во Македонија. Да дадем еден пример. Например, ако кај нас е ладно и сега снег има затоа што е зима, во Австралија
е сонце од 40 степени. Затоа реков дека климатските услови не се исти, туку тие се различни. Кога зборуваме за Христовото раѓање, вклучувајќи хронологијата, тука можеме да видиме и да зборуваме за стара и за нова ера. Со самото раѓање на Исус Христос, на Божиот Син, на Месијата, ние зачекоруваме во новата ера. Тоа е многу клучно и многу важно за нас. Потоа, според некои хронолошки податоци, Исус е роден не од нултата, туку меѓу 3-та и 4-та година. Значи, меѓу 3-та и 4-та година од новата ера. Затоа што со самото раѓање на Исус ние зачекоруваме во нова ера. Затоа точно дали е 25 или 7, ама крај на крај не е ни толку многу битно и не е ни толку многу важно. Ние само го користиме настанот за да можеме, се разбира, да го прославиме Господ Исус Христос, затоа што тој денеска сака да се роди во нашите срца. Тој веќе еднаш пред 2000 години дојде на овој свет, се роди како бебе, но сега тој сака да дојди и да се роди во твојот и во мојот живот, се разбира, ако ние му дозволиме. Ке се позанимаваме малку со еврејскиот календар. Се разбира, многу е клучно и важно и можеби ќе дојдеме до некои податоци. Например, првиот месец, месецот Авив, во Библијата ни зборува дека тој е пролетен месец помеѓу март или април, но меѓутоа она што е многу важно, дека овој месец кај евреите е прв месец. Месецот Авив или уште ќе го најдете Нисан е прв месец кај евреите. И тој месец реков дека е пролетен месец. Ако отвориме во книгата на Естира, 3 глава, 7 стих, вика вака: па ги свика советот во првиот месец, однесно месецот Нисан. Како што реков дека станува збор за истиот месец, месецот Авив, кој е прв месец во Израел, а не е последен месец. И затоа реков, тука се клучни многу работи. Но она што е важно, сакам да завршиме со оваа порака, дека Господ сака да дојди и да влези во нашиот живот. Така да имајте убава и благословена вечер. Господ нека биде, се разбирам, со сите вас и се слушаме, ако даде Господ, во наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Се надевам дека ќе можеме уште неколку работи да видиме околу Христовото раѓање, ако даде Господ, и се надевам дека тука ќе биде и крај околу емисијата, поточно околу овие серија предавања за Христовото раѓање, кои сметам дека се многу клучни и многу важни, затоа што многу нешта, многу настани точно во овој свет се поврзани со Христовото раѓање, па дури новата ера, новата година е поврзана точно со Христовото раѓање. Со самото доаѓање на овој свет на Месијата, тој донесе не само нов живот, туку тој донесе нов третман на живеење, за кој што Библијата или Светото Писмо зборува како е можно да се живее пред Господа еден свет и благоугоден живот и точно да се стигне до Царството Божјо. Затоа реков, Исус, Божјиот Син, со самото раѓање или утелотворување на овој свет, тој донесе нов третман на живеење. Имајте убава благословена вечер. Се разбира, Господ нека биде со сите вас, а и се разбери со нас, па се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Пријатно.